И денес ќе размислуваме на тема, покрај другото ќе размислуваме на тема чекање. И чекањето нам луѓето ни доаѓа многу тешко. Затоа што сме навикнати или барем сакаме се да добиеме тогаш кога ќе сакаме да го добиеме. Особено за нас во општеството во кое што ние денеска живееме, кај што и да сакаш, ќе можеш да го нарачаш и релативно брзо ќе ти стигне дома на врата. И затоа што сме навикнати, ние сме едно што се вели фаст фуд општество, кај што брза храна е, ако ти се јаде, одиш нарачуваш брза храна и за 5-10 минути кај да е во сендвичара ќе ти донесат брза храна и ќе можеш да се најадеш. Ако сакаш нешто да добиеш од било каде од светот, можеш да го нарачаш со достава, да си платиш доволно пари и ќе ти го донесат дома. Колку повеќе платиш, толку побрзо ќе ти го донесат дома. Нема како порано некој отишол во Америка, па додека се врати ти чекаш 3 месеци да ти стигне пратката. Плати си доволно и ќе ти стигне брзо тоа што сакаш да ти стигне. Ако некој сака, на пример, не сака да работи, а сака да има пари за трошење, денес имате многу места кај што може да земете брз кредит. Одите, земате брз кредит и релативно брзо ги добивате тие пари. Само со неколку потписи давате лична карта и одеднаш вие за релативно брзо време го добивате тоа што можеби во нормални услови би го добиле за месец, 2, 3 и така натаму. Со други зборови, така е наместено општеството функционира да се помалку и помалку ние сакаме да чекаме и сите функции, работи што се случуваат во општеството се наместени така за ние помалку да чекаме и да не се нервираме. И затоа ќе дојде момент да чекаме нешто, и доаѓа многу тешко. Не знам за вас, ама една од најтешките работи кои што јас во животот би ги правил или ги правиме, токму тоа, чекањето. Кога знаеш дека чекаш нешто да се случи. И чекаш ден, 2, 3, недела, месец, 2 месеца, 3 месеца, така натаму. И некој пат особено е тешко кога нема никакво помрднување во одредена ситуација. А ако има некаква промена, кажеш, добро е, тргна работа од мртва точка, ќе биде. И не велам дека од порано за луѓето чекањето било лесно, далеку од тоа, ама верувам дека за нас денеска е малку потешко токму заради тоа што го спомнав, затоа што така се наместени нештата во денешното општество, кај што живееме брз живот и чекањето доаѓа многу, многу тешко. Немам ништо против ни против тоа нешто да добиеш на брзина, да го добиеш, што достава дома, да ти го донесе некој на врата, немам ништо против ако некој сака да отиде да си нарача брза храна, не ме сваќате погрешно, ама сакам да кажам дека сите тие навики кои што ги стекнуваме, дека тоа што јас го сакам мора да го добијам сега или во последниот половина час, може малку да не разгали. Ќе не разгали, можеби ќе тргнеме со таа помисла дека искушение ќе биде да тргнеме со таа помисла дека се што сакаме во животот ќе треба да ни дојде брзо. А секој што има барем мало искуство со Господ, знае дека Бог не функционира на тој начин. Има моменти кога ќе побраш нешто и Бог ќе ти го даде релативно брзо. Можеби ќе се моли за некоја работа, у црква си уште не се стигнал дома, гледаш дека решението веќе стигнало. Или вечер ќе стигне решението. Ама секој што има барем колку толку мало искуство со Бог или пак ја читал Библијата, знае дека има често ситуации во кои што Бог не остава да чекаме. Бараме нешто, се надлеваме на нешто и Бог не остава да чекаме. Има причини зошто го прави тоа. Не го прави тоа само за да седи од страна и да ни измачува. Причината зашто Бог некогаш не остава да чекаме е за да сватиме дека тој си функционира според негов распоред, а не според наш распоред. Ние велиме, Господе, дај ова нека се случи денес или дај нека се случи во моментот и нека се случи на тој начин како што јас имам зацртано во главата. И доаѓаме кај Бог и се молиме, некој пат Бог вели преку тоа што не остава да чекаме, како да сака да ни каже кој е тука Бог, ти или јас? Кој има контролата? Ти или јас? Ако ми се молиш мене и ако веруваш во мене, верувај во моето време и на моите начини. Некогаш искушението да дојдеме кај Бог и да му представиме својата агенда и само да речеме, Господе, ај ти кажи амин на ова. Се што јас те донесов пред тебе во молитва, вака сакам ова да се случи тоа, да се случи тоа, и сега твое само ти да го благословиш ова и секако што јас сакам така доди.
И Бог вели, не идат така нештата. Јас ќе се исполнам својата волја, ќе се ги исполнам своите планови и своите цели. И ако сакаме верно и искрено да чекориме со Бог, да чекориме по неговиот пат, да ги добиеме неговите благослови во негово време и на негов начин, ќе мора да научиме да чекаме. И тоа не е својствено сега само за нас денес. Пак ќе речам, земете, прочитајте Библијата и ќе видите дека скоро сите луѓе кои што искрено му верувале на Бог и му служеле и се надевале на него, во одреден период Бог ги оставил за нешто да чекаат. Барале, им го дал тоа што го барале, не Бог, патем кажу на Бог, не секогаш ни го дава тоа што го бараме, некогаш одговорот е не, ама некогаш одговорот е не сега. И кога ќе биде не сега, тука доаѓаме до моментот на чекање на Бог. И тоа се случи со Илија во текстот кој што денеска ќе го читаме. Значи, Прво Цареви, 18 глава, 41 до 46 стих. Илија му рече на Ахав, Ахав е царот во Израел во тоа време, оди јади и пи зашто се слуша шум од дожд. Ахав отиде да јаде и да пие, а Илија се искачи на врвот на планината Кармил, се наведна кон земјата, го стави лицето меѓу колениците своји и му рече на слугата свој, оди и погледни кон морето. Тој отиде, погледна и рече, ништо нема. Илија пак рече, направи го тоа 7 пати. На 7-миот пат слугата рече, ето од морето се крева мало облаче, колку човечка дланка. Илија му рече, оди кажи му на Ахав, впрегни ја колата своја и тргнува и заранете испревари дождот. Во тоа време небото потемне од облаци и виор и почна да паѓа силен дожд. Ахав тогаш седна во колата и тргна за Израел. А раката Господова беше врз Илија, тој го препаша крстот свој и трчаше пред Ахав дури до Израел. Со тоа, со овие стихови се завршува глава 18 од Прва Цареви. Контекстот, да ве потсетам, накратко, пред да се случат овие нешта кои што сега ги читавме, на планината Кармил, Илија го повикува царот Ахав и сиот израелски народ им вели, на некој начин вели, ајде направиме еден двобој. Во тоа време израелците се поклонуваат на живиот Господ, на вистинскиот Господ, ама се поклонуваат и на лажниот Бог Ваал. И Илија сака да ги соочи и вели, вашите срца се поделени. До кога ќе живеете ваков живот? Одлучете се, или ќе му служите на вистинскиот Господ, или ќе му служите на Ваал. Не може на двајца да им служите. И неговиот предлог е следниот, кој што народ го прифати. Ајде ќе се помолиме. Јас ќе се помолам од една страна, вели Илија, и од друга страна ќе се помолат пророците на Ваал. Оној Бог кој што ќе прати оган од небото, тој е вистинскиот и вие како народ слободно може него да му се поклонувате. Се обидува пророците на Ваал, ништо од тоа. Се помоли Илија и падна оган од небото. Кога падна оган од небото, се испостави дека Господ е вистинскиот Бог, а дека Ваал е лажен Бог. И како резултат на тоа, Илија прави нешто кое што до ден денешен луѓето се викаат што му битно на човеков, вели фатете ги тие 450 Ваалови лажни пророци и ги заклава. И луѓето велат, како може сега Илија Божи човек, нели таму проповеда за Господ, коле 450 луѓе. Јас верувам дека причината зашто пророкот го направи тоа, затоа што знаеше дека ако тие луѓе останат живи, само прашање на време е кога ќе се вратеа повторно во Израел, со нивните науки, со нивните зборови, со нивните поуки, и повторно ќе го однесе народот во заблуда. До овој момент во Израел има 3,5 години суша, нема дожд, 3,5 години, ни дожд, ни роса. Зошто? Бидејќи израелците како народ му го свртеа грбот на Бог, тргнаа по други лажни богови и почнаа да прават неморал. И Илија знаеше дека ако не се отараси, ако не се ослободи од овие луѓе, народот ќе се продолжи по стариот пат. Да не зборам за тоа дека како резултат на обожавањето на тој Бог Ваал, израелците се ги жртвувале своите деца во оган. До таму отишла работата. Илија вели, ова мора да престане. И покрај другото ќе престане со тоа што веќе нема да имаме лажни пророци во ова општество. И тука доаѓаме веќе до моментот каде што до овој момент кој што сега го прочитав, а тоа е дека Бог Илија му вели на Ахав, доаѓа време да падне дожд. Во 18 глава, први стих, истата глава, Бог му вели на Илија, оди јави му се на Ахав и јас ќе дадам дожд на земјата.
Ама интересно е тоа што дожд, Илија не најави дожд кај царот, се додека не беа истребени Вааловите пророци. Се додека не беше истребено злото, се додека не беше истребен гревот од нивната средина, немаше да има дожд. И верувам дека тука лежи, се крие многу важен принцип кој што си бара малце подлабоко објаснување, а тоа е следното. Кога ќе го исчистиме гревот од нашите животи, ние се позиционираме за Бог да не благослови. Ја верувам дека во тие 3-3,5 години израелците барале прати дожд, му се моле на Господ, му се моле на други лажни божества, барале дожд. Дождот дојде моментот кога израелците се ослободија од гревот и злото во нивната средина. И тука има примена за секој од нас. Било да сме поединци, било да сме тука како семејство, дека ако некогаш бараме да напреднеме во нешто, ако некогаш го бараме Божјиот благослов, велиме Господе, дај ни го ти ова за да се прославиш така натаму. Некогаш Бог вели, ај прво истреби го злото од твојата средина, од твојот дом, од твоето срце, и тогаш веќе ќе бидеш подготвен да го примиш тоа што јас имам да ти го дадам како благослов. И му вели Илија му вели на Ахав, оди, јади и пи, зашто се слуша шум од дожд. Во моментот кога Илија ги кажува овие зборови, во Израел нема облак, а камоли шум од дожд. Нема ништо. Небото е ведро. И за разлика од ние денеска, кај што ако те интересира времето, можеш да си отвориш телефон, ќе отидеш на Google, ќе пише Скопје временска прогноза и ќе ти даде денеска каква ќе биде временската прогноза или во текот на следната недела. Во тоа време Илија ниту имал паметен телефон, ниту пак имал Google, ниту пак можел да провери кога ќе падне дожд. Дали за 2 сати или за 3 сати. Значи немал таква прилика, ама имал напоинаква прилика. 18 глава 1 стих Бог му вели, јас ќе пуштам дожд. И кога Илија му вели на Ахав, се слуша шум од дожд, повторно, небото е ведро. Нема ни облаци, нема ни дожд, нема ништо. Ама он дава пророчка изјава. Еве што ќе се случи. Зошто го велам ова? Затоа што Бог ми вети дека ќе пушти дожд во Израел. И некогаш во Библијата ќе приметите дека Бог има некоја, преку своите слуги дава некоја таква реторика. Дека кажува дека нешто се случува, а тоа се уште не се случува. Како може да се слуша шум од дожд кога нема облаци, кога нема дожд? Со тоа сака да каже еве што ќе се случи. Еве каква е иднината. Например, ако земете во Судии 6 глава. Во Судии 6 глава е опишан моментот историјата на книга Судии во Библијата, е опишан моментот историјата на Израел кога израелците се угнетени од околни народи. И доаѓа, Бог праќа ангел кај човек по име Гидеон. Гидеон, во тој момент кога ангелот доаѓа кај него е кукавица. Ама ангелот не му се вика, не му се обраќа со Господ е со тебе кукавицо, туку му вика Господ е со тебе силен мажу. Во тој момент не беше он силен, не беше храбар. Ама преку тоа Бог му кажа, еве која е твојата иднина. Ако ја прифати со вера и ако живееш во послушност со тоа како јас ќе те водам и што јас сакам да направам преку тебе. Некогаш во Библијата ќе прочитате во Новиот Завет, ќе видите Христос вели, мојот мир ви го давам. И верувам дека на сите нас тука ќе речеме, да, мене ми треба мир. Со се што се случува во мојот живот, околу мене, во целиот свет, видите како ми треба мир. Ама гледаш некогаш во својот живот и се велиш, па јас, Христос рече, мојот мир ти го давам, ама моментално како да нема мир. Неспокојна сум. Што се случува? Тоа е она што Бог го кажува. Еве која може да биде реалност за твојот живот, ако ги прифатиш моите зборови со вера. И кога Илија му рече на Ахав, оди, јади и пи, Ахав воопшто не се мислеше за момент. Си стана, си отиде да јаде и да пие. Според мене, погрешно постапи. Според мене, ако Ахав беше барем малку доблесен, ако имаше малце барем изострена духовна свест, ќе се каеше. Ќе бараше начини како да се покае и да го обнови своето заедништво со Бог. А овој го виде Божјото откровение и замислете, човекот беше сведок на паѓање на оган од небото. И кога заврши сето тоа,
овој си оди, си јаде, си пие, како ништо да не се случило претходно. И за жал, некогаш е слика на христијаните. Ова е слика на христијаните. Луѓе кои што ќе го добијат Божјото откровение, кои што ќе добијат некаков знак, некаков збор, некаква порака од Бог, и после си јадат, си пијат како ништо да не се случило. И тука не зборам за некои кузне какви големи чуда. Бог ни се открива преку неговиот збор. Бог ни се открива преку заедништвото со другите, Бог ни се открива преку некој пат преку проповеди. Некога за жал ние сме како Ахав, ќе си дојдеме, ќе си слушнеме, си викаме што е интересно, излегуваме од оваа врата и си јадеме, си пиеме како ништо да не се случило. Не го велам ова за некому да набивам вина, не ме сваќате погрешно. Сакам да кажам дека опасноста е тука за секој од нас. Дека можеш да биде сведок на Божите зборови, на Божјата порака, на Божјото откровение, да си продолжиш по старо. И затоа треба да бидеме внимателни како пристапуваме на тоа што Бог ни го дава како благослов преку неговиот збор и начините на кои што тој ни се објавува. И сега доаѓаме до главниот дел на пораката на овој текст. А тоа е моментот кога Илија чека да падне дожд. Да ви дам една кратка хронологија на настаните поврзани со дождот во ова време. Во 17 глава 1 стих Илија доаѓа кај царот Ахав и му вели: од сега натаму во Израел нема да има дожд, освен ако јас не кажам поинаку. Се сеќавате на тоа, така? Во 18 глава 1 стих, отприлика 3 години после овој првичен мобет помеѓу Илија и Ахав, Бог му вели на Илија: оди, јави му се на Ахав и јас ќе пуштам дожд на земјата. Во 18 глава 41 стих, Илија му вели на Ахав: оди, јади и пи, бидејќи ќе има дожд. Во 18 глава 43 стих, само 2 стиха подоцна, Илија му вели на својот слуга: оди и погледни кон морето. Тој отиде, погледна и рече: ништо нема. Толку многу мовет ќе има дожд и одеднаш нема ништо. А верувам дека во овој момент Илија се молеше за дожд, бидејќи во посланието на Јаков, 5 глава пишува дека Илија се помоли и падна дожд во Израел. Вика Илија се помоли да не паѓа дожд во Израел и после 3,5 години се помоли и падна дожд во Израел. Кога се помоли за оган да падне од небото, Бог одма му услиша молитвата. Кога се помоли дожд да падне од небото, оди слугата и вика: нема ништо. За други зборови, првата ситуација кога он побара оган од небото, Бог веднаш му услиша молитвата и не му даде да чека. Ама сега вториот пат Бог некојаш му рече: ај почекај малце да видам колку веруваш во тоа што го бараш. И некогаш Бог по неговата милост, кога ќе се молиме, ќе ни даде брз одговор на молитвите. Тој си има причини зашто го прави тоа, а некогаш ќе се случи, вие се молите сега, за неколку сати или за ден, два, можеби, ќе има одговор на молитва. Ама има ситуации во кои што повторно Бог, поради неговата милост, не ни дава одма одговор. За да испита нашата вера, колку навистина веруваме во тоа што го бараме. Колку навистина веруваме дека тој може да ни го даде тоа што го бараме. Не велам дека секогаш кога ќе побараш нешто од Бог, Бог ќе ти го даде. Ама некогаш факт е дека ќе се соочиш со овие два тешки зборови: нема ништо или ништо нема. И не е пријатно. Се молиш и веруваш и ревносно се молиш и викаш: Господе, благослови оваа ситуација, дај ова, дај водство, дај, и одеднаш нема ништо. Ова се тежок одговор кој што го добиваме од Бог. Ама е одговор кој што верувам дека никој пат нас не е корисен. За да научиме да чекаме. Да учиме да го правиме тоа што ни е многу тешко да го правиме. И сега, кога зборуваме за чекање од перспектива на Библијата, има разлика помеѓу чекање и чекање, ај така да кажам. Имате некои луѓе кои што чекаат, и јас сум се нашол често во такви ситуации во животот, кај што чекаш, ама чекаш со нетрпение. Абе, место не те држи. Ти се молиш, бараш нешто, место не те држи. Ајде, кога ќе биде леле, ќе биде ли, нема да биде, ајде, кога така натаму. Ама има и друг вид на чекање. Кај што она библиски гледа на чекање, кај што ти чекаш со вера и со исчекување.
со вера и со трпение, со исчекување дека да, јас побарав нешто од Бог и сега веќе ако може да кажам топката е кај него. Кога ќе дојде време, он ќе действува, кога ќе дојде време, он ќе го направи тоа што он смета дека е добро да го направи, на начинот на кој што он смета дека треба да го направи тоа. Илија, мислам дека не му беше лесно да ги слушне овие зборови, нема ништо, бидејќи он кога му рече на слугата, ај види, оди кај морето, види дали има нешто, претпоставам дека он очекуваше во моментот да рече, еј, знаеш што, тмурно е времево, големи облаци има, даде се собираме да си одиме. Ама оди слугата и вика, нема ништо. И секој искрен верник, кога тогаш ќе се соочи со нема ништо. Некој од вас може би моментално се соочувате со нема ништо. Барате, се молите ревносно и нема ништо. И тие моменти се тешки да се прифатат, ама верувам дека Бог преку тие моменти не тренира. Верувам дека Бог преку тие моменти сака да ни изгради. Сака да не научи да му веруваме, сака да научи да бидеме трпеливи. Затоа што ако Бог ме научи на трпеливост во однос на тоа како чекам јас на него, ќе ме научи на трпеливост и во однос на луѓето околу мене. Ако јас сум нетрпелив кон Бог кој што е совршен, колку повеќе ќе бидам нетрпелив кон луѓето кои што се несовршени. Бог не учи на трпеливост тогаш кога не остава да чека. Некогаш ќе се моли за одредена ситуација и нема. Имаш пример, да речем, имаш огорченост и омраза кон некоја личност, те повредила. И ти дојаш кај Бог и велиш, Господе, те молам, тргни ми ева омраза, тргни ми ева огорченост, дај ми љубов кон таа личност, сакам да ја простам. Ја гледаш следниот пат, не бе пак имаш огорченост во тебе. Може би не била како претходниот пат, ама пак нешто тука ти е тешко. Бог действува во тебе. Нема да мислиш дека не действува. Ама сака да те учи. Малце по малце да научиш ти како да сакаш таа личност, да научиш ти како да ја простиш на таа личност и да учиш ден за ден да одлучуваш дека јас нема да се одмаздам. Јас нема да го правам тоа што мислам дека треба да го направам во оваа ситуација за да ја вратам на таа личност. Тоа е момент на чекање. Некогаш некој ќе се моли, има потреба да ќе рече ми треба работа, се молам за работа. И тоа е супер. И некогаш Бог не остава да чекаме. Може би ќе помине недела две пред да се случи тоа. Ама во тој момент, во тој период, Бог действува. Тоа не треба да го заборавиме. Кога Бог те остава да чекаш, Бог действува. Он е активен. Не заспал. Фала на Бог фала му што он не спие. Ние може да спиеме, затоа што он не спие, затоа што он си действува. И сега тука мора да разграничиме, верувам дека е корисно да разграничиме помеѓу два вида на нема ништо одговор. Некогаш ќе се соочиме со нема ништо или ништо нема, тука пишува ништо нема. Уред. Ништо нема одговор некој пат ќе имаме кога ќе се молиме, затоа што ние сме непослушни. Некогаш ќе има одговор ништо нема затоа што Бог не остава да чекаме. Генерално гледано тие се двете ситуации. Некогаш нема никаков одговор или нема никаква промена, нема никакво придвижување, бидејќи јас сум непослушен на Бог и Бог сака да живеам согласно неговиот збор. А некогаш е затоа што Бог вели ќе биде. И многу е важно да разграничиме помеѓу овие две ситуации, затоа што некој пат некој може да си рече: јас се молам, ама Бог не ме слуша или Бог само долго влекува. Не, може и Бог ти вели, знаеш што, имаш ти некои работи кои што треба да ги средиш во твојот живот, ако сакаш да има некакво придвижување. Бидејќи некогаш сме во искушение со зборовите да го бараме Бог, ама со делата да го одрекуваме. И кога Бог ќе види дека е таква ситуацијата, се разбира дека нема да има ништо. Нема да има промена, нема да има помрднување од мртва точка. Зошто? Бидејќи едно збориме, друго правиме. Во оваа ситуација не е таков случајот, ама чисто само сакав да напоменам дека има и такви ситуации. И Бог го остави Илија барем одреден период да чека, не пишува тука во текстот колку чекаше. Не стана збор за денови, претпоставам, можеби неколку часови чекаше. И Бог некогаш и нас ќе не остави да чекам. Јас знам дека, кога Бог ни ги одговара одма молитвите, веднаш, ние го славиме, ние викаме Господ е добар, Господ е голем, фала на Господ, денеска се молев за 20-30 минути, за саат, 2-3, ми услиша молитвата, се најде решение, слава ти Господе, ти си добар. Не ми треба мене да ми кажува некој како да го славам Бог, кога ќе ми ги услиша одма молитвите, кога ќе ги одговори. Ама и како ни треба да се учиме, да го славиме Бог, да
да бидеме свесни за неговата добрина и големина, тогаш кога Бог ќе рече чекај. Тој збор кој што не сакаме да го чуеме, никој од нас не сака да го чуе. Чекај. Или ништо нема. Вистинскиот предизвик доаѓа да му веруваме на Бог тогаш кога чекаме. Тогаш кога не го добиваме во моментот тоа што го бараме. А чекањето застапено и како во Библијата. Земете за пример Аврам во Стариот Завет. Аврам во Стариот Завет многу сакаше да добие син, да има наследник. И Аврам го бараше тоа, беше во многу подминати години и Бог дојде и му вети дека ќе добие син. Поминаа години откако тој го доби синот. Чекаше. Не знам што се му се вртеше во главата во тој период, не е запишано до детал кои биле сите негови мисли, ама Бог го остави Аврам да чека. Сетете се на Јосиф. Јосиф исто во Стариот Завет. Бог му даде соништа кои што се исполнија после 14-15 години. Беше тинеџер и мораше да помине низ многу турбуленции за еден ден да дојде на таа позиција каде што тие сонови кои што Бог му ги даде конечно се исполнија. Мојсе, можеби најпознатиот од Стариот Завет. Мојсе порасна во куќата на фараонот, во палатата на фараонот. И дојде момент кога што свати дека египтјаните ги угнетуваат дека го угнетува неговиот народ, дека ги угнетуваат израелците. И Мојсе сакаше да го ослободи својот народ, ама на свој начин и во свое време. Знаете колку време помина од моментот кога Мојсе се обиде да го ослободи народот до моментот кога навистина го ослободи народот? 40 години. Ако ти почекаш 4 дена, мислам дека не е баш толку трагично во споредба со 40 години. Па и 4 месеци нека бидат. Зошто да не? Ако Бог те остава да чекаш, само сакам да знаеш дека си во добро друштво. Сите великани на верата за кои што читаме во Стариот и во Новиот Завет, беа луѓе, беа мажи и жени кои што научија да чекаат на Бог. И кога пророкот ги слушна зборовите ништо нема, мене ми е мило што не се обесхрабри. Мене ми е мило што не рече, па можеби Бог се предомислил. Току Илија му рече на слугата, оди 7 пати, направи го тоа, провери 7 пати, да видиме дали кога ќе падне дожд. И во Библијата бројот 7 е збор кој што асоцира на целовитост, на потполност. И верувам дека кога е запишано дека Илија му рече на слугата оди 7 пати провери дали има нешто над морето, авторот на овој текст всушност сака да ни каже дека трпението и страјноста на пророкот беа целовити, беа потполни. Пророкот беше одлучен, додека не падне дожд и не се мрдаме од тука. И после седмиот пат дојде и му кажа слугата дека има некаков облак. Ама ова е вера. Ова е вера. Кога ќе слушнеш ништо нема, а знаеш дека се моли согласно Божјата волја. Знаеш дека се моли согласно Божјиот збор. Кога Јоана ми дава аплауз. Фала ти. Знаеш дека се молиш според Божјиот збор, според Божјата волја и ништо нема. Знаеш што е вера во такви моменти? Да речеш, Господи, јас ќе продолжам да се молам. И јас ќе продолжам да се молам. Да речеш, Господе, нема да престанам да се молам додека не ми даеш сила да ја простам на оваа личност. Господе, нема да престанам да се молам додека не ми даеш работа, бидејќи ти си рекол дека сакаш да работиме, ти си рекол дека е добро да работиме, ја немам, додека не ми ја даеш, јас ќе продолжам ќе се молам. Нема да престанам да се молам се додека ти не ги исполниш овие потреби кои што моментално ги имам во животот. Нема да престанам да се молам се додека ти не го тргнеш стравот од моето срце, се додека не го тргнеш неспокојот од моето срце, се додека не го тргнеш гневот од моето срце. И јас верувам дека ќе дојдеме кај Бог со таков став, не арогантен став, туку став на понизност, ама став на јас ќе чекам на Бог, јас ќе барам од Бог и верувам дека во неговото време Бог ќе ми го даде тоа што тој ми го ветил. Верувам дека Бог ќе ја благослови таа истренност во молитва.
И кога седмиот пат слугата се врати и рече: ете, од морето се крема мало облаче, колку човечка дланка. Со други зборови, не е тоа што треба да биде, големи облаци кои што ќе даат дожд, ама па и не е тоа што беше. Значи веќе Бог почнал да действува. И кога ќе рече слугата, кој вели се гледа некој мал облаче, нас не е тоа е добро што голема работа, многу мал облак. Мало облаче на поднебие кај што 3,5 години немало никаков облак. Тоа е некаква промена. Тоа е некаква промена. И Илија знаеше дека тоа е најава за нешто големо. Знаеше дека Божјото действување, што кога станува збор за дождот, веќе почнува. Не беше обесхрабрен од големината на облачето, туку беше охрабрен од големината на Бог. И тоа е добар став да го имаме кога бараме нешто од Бог и гледаме некоја мала промена. Мала промена, ако Бог е во неа, ако не е со мои сили, бидејќи од утре јас така си одлучив. Не, Господе, од утре ти помогни ми вака да биде. Кога има мали промени во нашите животи, водени од Бог, верувајте ми, дека ќе водат кон големи облаци. Нема само да остане облаче како човечка дланка. Ќе водат кон големи облаци и ќе води кон благослов кој што доаѓа од Бог. И вика 45 стих: во тоа време небото потемни од облаци и виор и почна да паѓа силен дожд. После 3,5 години почна да паѓа дожд во Израел. Ама забележете една многу интересна работа во овој последен дел од 18 глава. Почнувајќи од 38 стих, тоа го читавме претходниот пат кога проповедав. Почнувајќи од 38 стих до 45 стих, 3 пати се повторува едно важно зборче кое што некој пат ќе прочитаме текстот, не ни го забележуваме. 3 пати се повторува зборот падна или некоја форма од зборот падна. Знаете, кога читате Библија, колку да читате стихови, да речеме дневно читате по една глава, не повеќе од тоа. Во ред, супер е. Барете зборчиња што се повторуваат. Бидејќи зборовите што се повторуваат во еден текст кажуваат нешто. Во 38 стих пишува дека оган Господов падна од небото врз жртвата. Тоа е првото падна. 39 стих. Кога народот го виде тоа, сиот народ падна ничку ми рече: Господ е Бог, Господ е Бог. Тоа е второто падна. И третото е почна да паѓа или падна силен дожд. Падна оган, падна народот на колена и падна дожд. Кој е значењето на овие три? Кога огнот падна од небото, тоа беше символ на Божиот суд. Бог им кажа на израелците дека го мрази гревот и дека не го одобрува нивниот начин на живење. Тоа е Божиот суд. И секој еден од нас ќе се соочи, ќе слушне за Божиот суд. И на нас останува како ќе реагираме на тоа. Конкретно за нас, од денешна гледна точка, за нас христијаните, Божиот суд најдобро беше покажан на крстот на Голгота. На крстот на Голгота, Божиот син, Исус Христос, умре поради твоите и поради моите гревови. Тој го зеде судот, ја зеде казната за твоите и за моите гревови. И на крстот на Голгота, Бог многу јасно ни покажа, таткото многу јасно ни покажа што мисли за гревот. Сега, кога ќе се соочиме со тој суд, на нас останува како ќе реагираме. Или ќе си продолжиме по старо, или ќе ја прифатиме таа жртва, или ќе поверуваме во таа жртва, во таа негова смрт и воскресение и ќе му се предадеме. Народот падна ничкум, исповеда дека Господ е Бог и како резултат на тоа Бог им пушти благослов. Суд, покаяние, благослов. Пресведочување за гревот, покаяние и благослов. Кога Бог те пресведочува за гревот, ама го нема покаянието. Кога Бог ми пресведочува за гревот во моето срце, ама го нема покаянието. Не можам да очекувам оваа трета фаза на дожд. Зошто? Бидејќи не сум реагирал соодветно на тоа што Бог ми го покажал. Не сум реагирал соодветно на тоа што Бог ми рекол: ова не ми се допаѓа. Не само што не ми се допаѓа, него одобрувам и пази му се.
ако продолжиш вака. Ќе биде лошо и за тебе, и за луѓето околу тебе, и за твоето општење со мене. Многу треба да бидеме внимателни како реагираме на Голгота, на крстот на Голгота, бидејќи тоа е суштината на христијанството. Бог покажа дека го мрази гревот, ама дека го сака грешникот. Дека го мрази тоа што го правиме, што е спротивно на неговата волја, ама дека не сака нас. И ако бидеме послушни на тоа, ако го живееме нашиот живот во контекст на смртта и воскресението на Исус Христос, можете да бидете сигурни дека врз нашите животи, врз нашите семејства, врз нашите домови ќе почива Божиот благослов. И од денешниот текст може да научиме дека Бог си действува во своје време, на свој начин и согласно својот збор. А на нас останува или да чекаме на Него, да го направи тоа што го има замислено, или да се откажеме, да дигнеме раце и да си продолжиме сами. Јас не знам што е тоа што ти моментално го бараш од Бог во животот. Не знам што е тоа за кое што можеби моментално одговорите ништо нема. Ама ако е согласно Божјата волја која што открина во Божјиот збор, само ќе ти кажам, не се откажувај. Чекај. Не знам до кога ќе треба да чекаш. Можеби ќе биде следниот миг, можеби ќе биде следната недела, можеби ќе биде следната година, не знам. Што се однесува до мене, ја би што побрзо да го добиеш тоа што ти го бараш од Бог, што е согласно неговата волја. Ама немој да се откажуваш. Бидејќи тоа што Бог го ветил, Бог ќе го исполни. Во негово време и на негов начин.